Преспанското јаболко е еден од најпрепознатливите земјоделски производи во Македонија, но неговото производство со години создава сериозен притисок врз екосистемот на Преспанското езеро поради прекумерната употреба на пестициди и големата потрошувачка на вода. Според планот за управување со сливот на езерото, во регионот годишно се користат околу 64 тони пестициди. За да се намали ова влијание во рамки на проектот ЕУ за Преспа, што го спроведува УНДП, поставени се 10 агрометеоролошки станици кои им овозможуваат на овоштарите одлуките за прскање и наводнување да ги носат врз основа на прецизни податоци за временските услови и ризикот од појава на болести, наместо врз претпоставки или однапред утврдени распореди. На самата станица имаме сензори за брзина и правец на ветер, соларна радиација, температура, влажност и воздушен притисок. Имаме сензор за влажност на лист, кој што е многу важен во целиот софтвер за рана детекција на болести, и на тој начин самите земјоделци користат заштита само кога треба. Придобивката е голема, бидејќи со софтверот и со агрометеоролошките станици се детектира кога настанува инфекцијата, а не видливиот дел од болеста. Од појавата на самата инфекција до болест има период на инкубација, зависи за која култура, зависи која болест, од 3, 5, 7 дена, и во тој период самите земјоделци можат да интервенираат, да прскаат само кога има заштита. На овој начин барем 3-4, може и 5 пати во зависност од сезоната, бидејќи секоја година е различна, можат да заштедат на користење на хемиски средства за заштита. Покрај употребата на пестициди, сериозен предизвик представува и потрошувачката на вода. Со помош на агрометеоролошките станици, земјоделците добиваат препораки за оптималниот период и количина на наводнување, што овозможува поефикасно користење на водните ресурси. Придобивката не е само моделот за прогноза на болест или рана детекција, сите метеоролошки податоци измерени може да се користат во повеќе дејности. Да кажеме, со сензорите може да се дозира точно кога треба да се наводнува и која количина. На тој начин се заштедува ресурсот, да кажеме, од водата, и се наводнува само кога има потреба. Преспанското езеро е чувствителен екосистем, чија состојба директно зависи од начинот на кој се обработува земјоделското земјиште во неговиот слив. Намалувањето на употребата на пестициди и поефикасното користење на водата не само што ги намалуваат трошоците за производителите, туку придонесуваат и за зачувување на природата. Ние пред очи гледавме како исто Преспанското езеро ни го снемува во еден период од во минатото, и тој ресурс вода е многу значаен. Овој модул е исто така идејата во наредниот период да се надогради со модул за наводнување, и кој ќе му дава информации на земјоделците со колку да наводнуваат и кога, што е многу важно, затоа што навистина ни е важно Преспанското езеро. Првите резултати од примената на новите технологии веќе се видливи. Според податоците од проектот, годишно се заштедуваат повеќе од 50.000 кубни метри вода, а бројот на третмани со пестициди е намален за 3, 4, па и 5 пати. Воведувањето на прецизно земјоделство покажува дека современите технологии можат истовремено да ја подобрат продуктивноста и да го намалат влијанието врз животната средина.